Драги сограѓани, почитувана јавност. Левица ќе поднесе два закони оваа недела во Собранието на Република Македонија. Првиот се однесува на тоа да се стави крај на самоволието, партизацијата и неправдата при вработувањето во јавното здравство, додека вториот се однесува на тоа да престане системската дискриминација на бремените работнички со договор на определено време и да престане нивното отпуштање од работа. Во однос на првото законско решение, иако Законот за здравствена заштита формално предвидува транспарентна постапка, јавен оглас и рангирање врз основа на стручност и компетентност, во пракса се случува спротивното на овие јавни конкурси. Постоечката одредба од членот 161 му дава дискреционо право на директорот на здравствената установа да избере кој ќе вработи, дури ако тој кандидат не е прворангиран. Следствено имаме бројни случаи каде најдобрите кандидати не беа избрани, а целата постапка се сведуваше на формалност со однапред познати одлуки. При тоа резултатот е катастрофален, се обесхрабруваат младите и квалитетни здравствени работници, се губи довербата во здравствените институции во државата и државата директно придонесува за одлив на дефицитарен медицински кадар во странство. Затоа предлагаме едноставно и јасно решение. Со овој предлог закон се додава една реченица во член 161 која гласи: работодавниот орган мора да го избере најдобриот кандидат согласно редоследот на ранг листата. Ништо повеќе, ништо помалку. Ова значи крај на дискрецијата и крај на партиските вработување и клиентелизмот во јавното здравство. Ова е закон за правичност, еднакви шанси и заштита на јавното здравство кое со децении се девастира намерно. Очекуваме од сите претеници без разлика на партиската припадност да го поддржат овој предлог закон затоа што е нужно потребен за нашата држава. Второто предлог решение се однесува за интервенција во Законот за работни односи. Формално законите во државата велат дека бременоста не смее да биде причина за нееднаквост, отказ или губење на работнички права. Во реалност се случува токму тоа. Иако Законот за работни односи, Законот за заштита од дискриминација и Уставот предвидуваат еднаква заштита на бремените работнички, постоечкото законско решение создава јасна правна дупка, особено за жените кои работат со договор на определено време. Што значи тоа во пракса? Тоа е дека бремената работничка ги ужива сите права додека трае договорот, но со истекот на договорот на определено време ги губи сите права поврзани со бременоста и родителството. Ова е чиста дискриминација, овозможена со член 101 став 3 од Законот за работни односи, кој дозволува договорот на определено време да престане и покрај бременоста. Повторно предлагаме јасно решение кое ќе биде прифатливо за целото собрание. Пред се предвидуваме дека договорот за вработување на определено време автоматски се трансформира во договор на неопределено време доколку жената достави потврда за бременост од овластен лекар или надлежен орган. Второ, се брише одредбата што возможува престанок за работниот однос поради истек на договор на определено време кога станува збор за бременна работничка. Трето, се воведуваат јасни и сериозни казни за работодавците кои нема да ја почитуваат оваа обврска и нема да го трансформираат работниот однос. Со ова се обезбедува континуитет на правата поврзани со бременост и породилно отсуство и се испраќа јасна порака дека мајчинството не смее да биде казна ниту ризик за екзистенцијата. Државата има обврска да ги заштити мајките, децата и правото на достоинствен труд. Сакам да искоментирам нешто да биде сликовито. Ова состојба која имаме моментално со губењето на работа на бремени жени ја покажува дехуманизацијата на нашите законски решенија и се поврзува со текот кој го следат нашите власти. Не можат никакви економски индикатори, никакви финансиски извештаи на поедини работодавци, приватни или државни, да бидат во надредена положба над екзистенцијата на нашите граѓани, во овој случај бремените жени. Сакаме да подсетиме дека во претходниот период неколку пати интервениравме во оваа материја. Прво предложивме дуплирање на породилното отсуство кај мајките, ова не беше прифатено. Потоа понудивме флексибилно работно време за млади родители до првите 5 години од животот на детето и предвидовме бесплатен превоз за овие млади родители. Во овој период ништо од ова не беше прифатено. И остануваат проблемите на оваа група граѓани, затоа сметаме дека сега треба да се интервенира во најбитното, затоа што секојдневно имаме примери каде што жени работнички губат своето работно место заради бремено, што не смее да биде случај. Во оваа недела ќе ги доставиме овие законски решенија до собранието, ќе бидат доставени до пратениците и потоа очекуваме нивна поддршка. Дали имате прашање? Или
Има множество заварење на предвидени парламентарни избори, ако има, за кој временски период да се очекува такво време? Пред се мислам дека нема парламентарно мнозинство, тоа ќе биде одлука на ВМРО-ДПМН и на премиерот, но јас ќе кажем дека многу не радува тоа што се зборува, затоа што кога се зборува се гледа и крајот на тунелот, од овој темен тунел на десничарска власт на ВМРО-ДПМН вреди и знам. Еве вие гледате дека имаме власт која најголемиот дел од енергијата го посветува во борба со синдикати, со неистомисленици, не задолжува се подолго, дури трае владењето на оваа констелација, тоа повеќе ќе бидеме задолжени. И сега кога се однесува на самите парламентарни избори, јас ќе ви кажам, после овие речиси 2 години, парламентарна активност на левица, и особено после резултатите во главниот град од локалните избори, каде што ние успеавме да обединиме многу различни групи на граѓани, кои не беа дел од интегралното гласачко тело на левица, но беа обединети како одговор против ВМРО-ДПМН, тогаш ние и тоа како сме ентузијастични за предвремени парламентарни избори, затоа што мислиме дека можеме и да го зголемиме успехот и факторизацијата на левица почнува од главниот град, но се шири се подалеку. Јас ќе ви кажам како што претендиравме да владееме со град Скопје на овие локални избори, сега ќе претендираме да владееме и со Република Македонија, затоа што таа платформа е следствена на потребите на овие граѓани кои не можат да го трпат веќе овој притисок од властите. Дали ќе поднесете иницијатива за одговорност на антикорупционерката Цвета Ристова и вие самите изнесовте информации до јавност? Во овој момент, како што знаат медиумските представници, ние сме во серијал на објавување на скандали поврзани со Комисијата за заштита од корупција, тоест антикорупцијската комисија. Овој серијал ќе продолжи и ќе резултира со институционална иницијатива на левицата. Да, сега за сега, мислам, јавноста може да го следи серијалот, затоа што и понатаму имаме информации кои можеме да ги изнесеме. Јас ќе нагласам дека јавното обвинителство може да постапи во меѓувреме, но да, нашиот серијал ќе заврши со институционална иницијатива. Значи, во однос на анкетната комисија, ВМРО-ДПМН достави заклучоци кои не кореспондираат со расправата која се случи на анкетната комисија. Значи, јас морам да напоменам дека тие го саботираат процесот, значи најексплицитно. Од друга страна, нивната анкетна комисија не е поврзана со тоа што се случи по представката на родителите, така што кај мнозинството е топката во однос на ова. Дали ќе се помести процесот нанапред или не. Значи, ние сме, јас да не ви давам експлицитен одговор, но мислам дека веќе номиниравме членови за анкетната на ВМРО-ДПМН, така што на мнозинството е сега дали ќе се случи ова или понатаму ќе го блокираат отварањето на прашањата во однос на трагедијата во Кочево. Да. Јас како што знам на координација е зборувано дека председателот Гаши бара од пратеничките групи да номинираат членови. Ние сме во комуникација со кабинетот на Гаши преку нашиот асистент, значи кај нас не е проблем, ние знаеме кои членови ќе бидат во таа анкетна, но мнозинството треба да ги номинира големиот дел од членовите, нели мнозинството во самата анкетна. Борислав Крмов од изборна единица 3. Да. Однос на изборниот законник и таа група што треба да се формира за Министерството за правда, дали почнавте и кои ќе бидат? Номиниравме веќе членови. Членовите се Реџеп Исмаил пратеникот и пратеникот Борислав Крмов. Да, ќе учествуваме целосно во процесот, затоа што, како што знаете, нашата главна цел е овој процес да заврши со измени во изборниот законник за воведување на една изборна единица пред се.